Почитувани, со месеци институциите Општина Центар, град Скопје и Министерството за транспорт и врски молчат и не реагираат во однос на висококатниците кои треба да никнат тука на над 13.000 метри квадратни. Наместо да ги послушаат граѓаните, институциите водени од Шилегов, Богдановиќ и Бочварски си ја префрлаат вината. Шилегов и Богдановиќ пред да дојдат на власт ветуваа ревидирање на сите детални урбанистички планови, воведуваа важни мораториуми за на крај да извршат невидена бетонизација на центарот на градот во непосредна близина на реката Вардар. Не само што СДСМ и институциите водени од нивни кадри ја одмолчуваат бетонизацијата на центар, туку и директно ја овозможија. Имено од 4000 метри квадратни површина која имале првечно купено инвеститорите, СДСМ овозможи да докупат уште 9000 метри квадратни и тоа градежна парцела да го опфати буквално целиот регион на Ново Маало. Иако лажеа дека нема да дозволат бетонизација, на крај и Општина Центар и град Скопје ги издадоа сите потребни дозволи за градба. Бетонизацијата е спроведувана директно од Шилегов, кој сега од Заев е награден за кандидатура за втор мандат на градоначелник на град Скопје. Покрај тоа што Шилегов е неспособен како Заев и спроведува тендери каде фирмите добитници книжат двојно повеќе пари од тоа што за истите работи плаќаат други општини и градови во регионот, дали Шилегов си ја заработил втората кандидатура со одобрување на висококатниците спроти Holiday Inn. Шилегов да излезе и да каже дали зад одмолчувањето и одобрување на градба на висококатниците кај Holiday Inn ја се крие поддршката за втората кандидатура од СДСМ. За чии интереси работи Петре Шилегов? Време е за отчетност и за транспарентност. Шилегов да одговори, неговата работа треба да биде пред се за граѓаните, но тој не успеа да се издигне над партијата. Време е тој да се замине, а со него и сите важни ветувања и неработа. Време е за Македонија за сите луѓе. Ви благодарам за вниманието.